Британската влада моментално ја следи ситуацијата во Германија и Франција во врска со коронавирусот, посебно во популарните туристички дестинации, изјави денеска заменик министерката за здравство Хелен Вотли, откако на патниците кои се враќаат од Шпанија од саботата е воведен задолжителен 14-дневен карантин. На прашањето дали Германија и Франција би можеле да се најдат на листата на земји за кои потпишан карантин, таа истакна дека ситуацијата постојано се разгледува и тоа јавноста го очекува. Ако оцениме дека се зголемува стапката на зараза во земјата за која моментално не е потребен карантин, ќе мора да превземеме мерки, бидејќи не можеме да ризикуваме инфекцијата повторно да се прошири во Велика Британија, нагласи Вотли. Нема индиции дека бегалецот од Северна Кореја кој се вратил во таа земја е заразен со коронавирусот, соопшти јужнокорејските здравствени власти. Претходно Пјонкјанг соопшти дека момчето кој ги преминало границите на двете соседни земји би можело да биде првиот случај на инфекција од COVID-19 во Северна Кореја. Јужнокорејските власти го идентификувале 24-годишното момче кој одговара на описот и неодамна се вратило во Северна Кореја, но не го откриваат неговото име. Петмина турски војници загинаа, 10 се хоспитализирани, откако автобус со кој се превезувале се превртел во провинцијата Мерсин во јужниот дел на Турција. Освен нив загинал и возачот на автобусот. Повредените војници веднаш биле пренесени в болница со тешки повреди. За сега не е познато која е причината за инцидентот. Шпанските власти тврдат дека пандемијата на коронавирусот во земјата е под контрола, откако Велика Британија воведе задолжителен карантин за сите туристи кои се враќаат од неа. Неодамна дојде до драстично зголемување на бројот на заразени со коронавирус во Шпанија, откако властите ги олабави рестриктивните мерки за борба против пандемијата. Некои региони во земјата сега повторно воведа одредени мерки на ограничување за да се спречи ширењето на вирусот, вклучително и задолжителното носење маски. Шпанија е безбедна и за шпанците и за туристите, рече министерката за надворешни работи Аранча Лаја.